да се посети светата земја во вистинска смисла на зборот, представува остварување на еден сон, да се чекори по земјата на Христовото детство, по земјата каде младата девица Марија, полнејќи го бардакот со вода од бунарот во градчето Назарет, ја прима благата вест од Архангел Гаврил дека ќе го роди Синот Божи, кој ќе го нарече Исус и ќе биде спасението на луѓето. Чувството е преосетливо, ретко доживување, а ете тука сме. Сонот е реалност. Ние сме во црквата Благовештение, во денот кога се слави овој значаен настан и во тек е божествена литургија. И тоа доживување посебно велелепно, бидејќи имаме чест да го доживееме мигот на минатото и сегашноста, да ја видиме и доживееме традицијата и културата на помесното население, верските обичаи и почитта која има кон Богородица. Полека се симнуваме низ калилата во храмот, велелепниот храм Благовештение, кој во моментот не може да ги собере мноштвото на луѓе, затоа и божествената литургија се одвива во дворот. Но душата полека трепери, симнувајќи се по вторите скалила и упатувајќи се кон целта на нашето поклонение. Тоа е изворот, се уште присутен во која тече вода, бистра и питка исцелителна вода, велелепно украсен, како што доликува на денот кој се слави. И на тој извор, сеќавајќи се дека тука младата девојка Марија, полнејќи вода од бунарот, се среќава со Архангел Гаврил, кој во архангелска светлина и се објавува и како да ги слушам неговите зборови, дека е предодредена од Бога да го роди Спасителот. Ми отзвонуваат неговите зборови преку Евангелието: радувај се благодатна, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените и ете ти ќе зачнеш во утроба и ќе родиш син и ќе го крстиш со името Исус. И како да слуша Марија како вели: еве ја слугинката Господова, нека ми биде според зборовите твои. И ангелот тогаш заминал од неа. Можете да замислите душата која е преполнета со емоции, сеќавања, молитвен шепот на срцето кој очукува како часовник, бидејќи минатото и сегашноста како да се споени во едно. Благата вест како да ја доживуваме во сегашност, како наше чедо кога ќе ни јави блага вест дека зачнало и му се радуваме на она новороденче што ќе дојде после 9 месеци. Но која е радоста за зачнувањето на Синот Божи и за се она што неговото зачнување, неговото раѓање носи во нашите животи. Спасението кое ни го дава за живот вечен. Преполна со благодет и благослов од средбата со минатото, сеќавањето за величието на Благовештението, празникот над празниците, празникот и на Мајка Божија и на Господа, полека се упатувам во просторот на надворешниот храм, кој е импровизиран за да ја собере масата на верници
и да бидам дел од Божествената литургија, ги моите сестрички, кои што полека сите се упатуваат кон изворот, кон тој убав благослов, а сега да се приклучиме на Божествената литургија. Храмот Благовештение е грчки манастир. Имавме можност литургијата да ја пратиме на повеќе јазици. Ова е нашата поклоничка група, дел од поклоничката група, кој што молитвено се дел и од богослужбата, во исчекување на крајот и да се причестат со тајните Христови. Во самиот храм приметив дека има големо присуство на бебиња, дечиња, поголеми, помали, свечено облечени со цветни аранжмани во рачињата и ке повозрастните со свеќе декорирана. И секако, бидејќи се работи за храмот на Пресвета Богородица, каде што
Благата вест ја облиал вселената. Овие дечиња, може би испросени од молитвите према Мајка Божја, дарувани, се присутни како благодарност во чест и слава на нејзиното застапништво. Во теке големиот ход, свештенослужителите со потирот со крвта и телото Христово полека одминуваат низ толпата верници. Возбудата, радоста и молитвениот вапај се присутни во нашата душа со надеж дека и ние ќе бидеме дел од трпезата на тајната вечера. Слава Ти, Господи, Ти благодариме, Мајко Божја. جميعكم وجميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسي الساكنين والموجودين في هذه المدينة المقدسة وفي العالم أجمع والمسافرين في البر والبحر والجو والثوار الساجدين لهذا المقام المقدس والمجتمعين في هذه الكنيسة المقدسة مع وكلائها والمحسنين إليها مع نسائهم وأولادهم ليذكرهم الرب الإله في ملكوت كل حين الآن وكل آن وإلى دار الدائرين. Почитувани пријатели, вие кои што може би ќе ги гледате овие видеокадри, ќе бидете дел од оваа божествена литургија, би сакала да споделам со вас дека посакувам секој кој не дошол да биде дел од Назарет, од Благовештенскиот храм, од благословот на Мајка Божја, како што ние тоа го доживеавме со поклонение и со присуство и со причестување на божествената литургија во чест и слава на големиот празник Благовештение во самиот храм Благовештенски во градот Назарет во светата земја во пресред на великденските празници.